Граѓани, за прв пат во историјата на македонската држава, Собранието на Република Македонија дебатира, дискутира и ќе носи одлука за нешто што е скандал само по себе, нешто што јас, како човек кога сум ја градал собствената визија за тоа каква држава сакам да биде мојата татковина, не сум мислел дека ќе има таков претседател. Разговараме за одговорност на едно крајно несериозно, неодговорно, некапацитетно и интелектуално и политичко лице, кое што во овој момент ја обавува функцијата претседател на Република Македонија, избран на нефер, нелегитимни, нелегални и крадени избори. Лицето Ѓорги Иванов на 12 април оваа година изврши државен удар во Република Македонија. Без оглед колку тоа ви звучи несериозно, тешко, може би мислите дека е кажано со политички цели, Ѓорги Иванов ја уби правната држава во Република Македонија. Ѓорги Иванов, како во стилот на големите владетели во минатото, кога луѓето реално биле поделени, за себе си додаде улога на помилувач. Улога која што не ти му следи, нити му припаѓа по нити еден современ цивилизацијски дострел како држава и општество кон кое што стреми Македонија. Ѓорги Иванов си зема за право да ги подели политичарите и граѓаните во Република Македонија. Како да политичарите се некаква си посебна каста, која што заслужува да има повеќе права отколку било кој обичен граѓанин. Како да ние, кои што во овој момент сме дел од македонската политичка елита, сме се родиле на местата на кои што во моментов седиме. Како да претходно не сме биле граѓани. Како да по завршувањето на нашите мандати дел од нас нема повторно да се вратиме кај граѓаните. Навистина мислев, ако не друго, дека ВМРО-ДПМН ќе остане доследен на она кое што јавно барем се обидуваше да го декларира во периодот од кога беше донесена оваа криминална аболиција. А тоа е дека не се согласува со таквата аболиција. Блазесиви на вас лудите. Блазесиви на вас лудите. Зошто? Ако не се согласувате со таков член, побогу, не ја поддржите оваа иницијатива и не побараме политичка одговорност од лицето Ѓорги Иванов. Се согласувате дека тоа не бил добар чин. Велите дека политичкиот став на вашата партија е дека таков еден чин не можете да поддржите. Зошто тогаш не повикаме на одговорност? Политиката, почитувани граѓани, подразбира дека треба да ја водат луѓе кои што по книга треба да имаат изградено висок морален, етички, културен, политички кредибилитет. Политиката, почитувани граѓани, треба да ја практикуваат и партиципираат луѓе кои што ќе имаат основно чувство за една категорија што се вика одговорност. Одговорност за одлуките кои што ги носат, одговорност за последиците кои што произлегуваат од таквите нивни одлуки. Со собствената одлука, ако воопшто станува збор за негова одлука, длабоко, лично знам дека тоа не е одлука на Ѓорги Иванов, ќе елаборирам во текот на овој настап како е дојдено веројатно до таа одлука. Со таа одлука Ѓорги Иванов предизвика сериозни поместувања во македонската држава и македонското општество, кој што и така поделената држава и општество по скоро сите шалови ја доподелија. Ги извадија нашите граѓани
оправдано да протестираат. Го извади на површина целокупниот нивни револт. Како политички чинители, политичките партии требаше да застанат позади оваа аболиција. Или предлог за аболиција. Вие во ВМРО ДПМН, господа, одбравте за жал повторно да ни манифестирате на дело како се продуцира политичка криза. Како се прават поделбите во македонската држава и македонското општество. Дел од ова и го зборував на комисијата кога ја формиравме оваа комисија која што го поднесе извештај до собранието. Дел може би го чувте, за дел од вас ќе го повторам. Како луѓе, како граѓани, како политички структури, како пратеничка група се обидовме да ви ги дадеме сите можни докази и аргументи кои што еден нормален цивилизиран граѓанин со просечен интелектуален развој може да ги перцепира како докази и аргументи и да ви ги достави на вас доволно разбирливо. За да сватите. И сега како ме гледате, знам дека знаете дека сум во право. Меѓутоа, на местото на доказите вие одбирате што? Одбирате да креирате лага. Да создадете лага. И после таа лага да ја елаборирате до бесконечност. Да вадите мантри. Да ни мантрате одека со лагата во недостаток на аргументи. Тие лаги многу често се однесуваат лично кон определени наши граѓани или групации на наши граѓани. И бидејќи се лаги, бидејќи се класични конструкции, гебелштина, а вие упорно инсистирате на нив, кај тие луѓе, кај тие групации, кај тие политички структури, ако сакате, раѓа фрустрација. Така се раѓа гневот. Така се раѓаат поделбите. Не најдовте за сходно да застанете позади она што беше разумно. Ѓорги Иванов мора да исчезне од македонската политичка сцена. Затоа што не е достоен на функцијата на која што е избран на крадени избори. Меѓутоа избран е, обавува таа функција. Не е достоен да ја носи таа функција. Човек кој што би требало да е универзитетски професор. Велам би требало затоа што лично знам да правам разлика помеѓу титуларот и суштината. Да, може да биде професор доктор по суштината, по действијата кои што ги правиш. Никогаш не може тој да предава право. Никогаш тој не може да учи млади деца како е да се биде политички лидер. Затоа што неговите дела зборуваат спротивно. Се обидував да дојдам до определени податоци. Што е тоа што го натерало Ѓорги Иванов да донесе одлука каква што има донесена? Чепкав. Оноку колку што до мене се достапни информации, а се достапни, оноку колку што тие информации ги доставуваат луѓе блиски до вашите кругови, а ги доставуваат. И вие знаете каква е состојбата кај вас. Знаете каква ви беше на последниот извршен од бркавката. Свесни сте за тие работи. Свесни сте за тие работи. И дојде до неколку чудни сознанија. Ѓорги Иванов се противел првично на оваа одлука. Затоа што веројатно тој длабоко во себе верувал дека ова не е така. Митоа брат му го снемало неколку дена. Човекот има криминално минато, не знаеме зашто, може би
некој од структурите што не е непознато. Видовме во прислушкуваните разговори дека оваа криминална структура која што раководи со вашата партија е спремна да уценува луѓе, да се заканува на луѓе. Па чепкавме по деловното работење на првата дама на Република Македонија и незиниот брат. Па и тука најдовме нешто не баш целосно во согласно со законот. Па си велам, дали еден од овие два мотиви се причините зошто Ѓорги Иванов се согласил да го исполни сценариото кој што една советничка негова и незин сопруг, поранешен министер за правда, така добро го има разработено и преку инсталациите кои што тој поранешен министер ги постави во судството, вклучително и Уставниот суд, го спроведе ова на дело. Не знам јас дали е рекла, казала овој муабет како што еве дофрлате од оваа страна, меѓутоа бројте дека не сте веројатно секогаш до крај информирани. И сега нас ни се импутира, тоа е најновиот спин што денеска, најновата мантра, дека ние сме биле против Македонија. И сме ги рушеле институциите, и ова била последната институција која што сме сакале да ја срушиме. Човек е поголем патриот ако си ја сака државата повеќе од својата партија. Секогаш, кога треба да се руши она што вие го велите институција, јас го вела партиска ćelија на ВМРО ДПМН, ќе бидам во првите редови. Дали тоа ќе ви се вика Уставен суд, кого сега вие ќе убедувате дека тој Уставен суд не е партиска испостава? Дали тоа ќе ви се вика Тефтерџиски, Сваровски, Основен суд Скопје 1? Дали тоа ќе ви се вика председател на државата? Оваа држава ја уништивте вие, господа, затоа што слепо, за собствени лични ситни интереси, кому 5, кому 10.000 евра месечно, зависи како му се бедисуете на газдата, гласавте за се и се што да влезе, да работи и раководи во нашите институции. Луѓе кои што во нормален развој на кариерите не би стасале нити на првишните гранки во определена институција, станаа нивни раководители. И тука во пратеничките клупи има слични такви. Оние кои што немаат П од политика, станаа пратеници. Затоа што се согласни слепо да го врзат коњот кај што ќе им каже газдата. И да не се лажем. Ако зборуваме, да ја зборуваме вистината, ама да ја зборуваме вистината онака каква што е, не онака каква што ќе ви кажа дека треба да биде. Оваа држава е во ваква состојба заради вашето владење и заради тоа што овие институции така свирепо ги окупиравте и партизиравте. Оваа држава не е во криза затоа што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија соопшти како вие владеете. Ѓорге Иванов е криминоген тип кој што ќе заврши во затвор за одлуката која што ја донесе за злоупотреба на службена должност, не заради тоа што јас ова го кажувам, туку заради тоа дело што тој го стори. Ѓорге Иванов нема кредибилитет, не заради тоа што ние тоа го говориме на оваа говорница, туку заради тоа што донесе одлука која што е преседан во современа Европа. Не постои никаде на светот, друг председател на држава кој што има донесено општа аболиција од толкав обем и карактер. И кај сме ви ние криви тука? Кај сме ви ние тука криви? И вие слепо се држите да го поддржите тој човек. Драги мои господа. Драги мои господа. Да ви кажам, ова ми е прв пат, мислам, од кога се вративме во ова собрание,
од која ви се раскрши оној бетон антологиски. Долго се чудев дали треба да дискутирам. И ќе беше подобро да не дискутирам, затоа што немам на кого да се обратам. Луѓе без лице, чест, достоинство, личен збор и кредибилитет стојат пред мене. Токму затоа, сетете се еден ден, кога ќе си појдете дома, кога ќе си легнете навечер и кога длабоко ќе размислите за тоа што го правите, за тие пусти ситни пари за кои што си ги продадовте душите на ѓаволот, тогаш, господа, кога ќе се погледнете и прашајте се дали вреди да ја уништите оваа држава. Со ваквите чинови што ги правите вие, со ваквиот чин на Ѓорѓе Иванов, свесни или не, вие го уништувате државотворниот капацитет на македонскиот народ. Ако тоа не можете да го разберете, Господ да ви е на помош.